Почитуван декан, почитуван председател на Македонскиот политички синдикат, господине Кицев, почитуван председател на Советот на Европските политички синдикати, господине Валадас, почитувани колеги министри, професоре Тупанчевски, директори на безбедностните служби Димовски и Муареми, ценети еминентни професори, обвинители, судии, почитувани представници на невладиниот сектор, Хелсиншкиот комитет и Сдруженијето на млади правници, почитувани колеги, дами и господа присутни. Ми представува особена чест и со посебно задоволство ја прифатив поканата да учествувам на овој настан на Македонскиот политички синдикат и да се обратам пред овој стручен аудиториум на тема која без друго има специфично значење за службениците во институциите кои што се задолжени за спроведување на законот, а тоа е нивната позиција за кривично правна и прекршочна заштита во контекст на нивното секојдневно остварување на своите работни задачи. Во тој смисол, фокусирајќи се конкретно на полициската служба, односно на полициските службеници, би сакал да го нотирам фактот дека така нормираниот статус, односно место на властените политички службеници низ призма на правно-кривичната или правно-прекршочната практика по својот впечатлив сензибилитет е и тоа како важно прашање за едно демократско општество. Поаѓајќи од аспект на преиспитување на примената на основните начела и вредности на легализмот, на правно-политичкиот поредок, на темелните уставни одредби за заштита и целосно уживање и почитување на фундаменталните човекови и граѓански права од една страна, ја има карактеристичната тежина на професиите кои се занимаваат со оваа проблематика, а од друга страна ја имаме неспорната и посебна уставно-законска регулација на прилично сложениот сегмент на нивните надлежности и обврски. Кога станува збор за полицијата, токму преку односот и начинот на остварување на ефикасност на полициските надлежности и овластувања, со нивната законска поставеност и заштита може да се даде одреден квалитетен суд за капацитетите на едно општество да ја вреднува, негува и надградува законитоста како еден од примарни принципи на своето функционирање. Да бидам по-конкретен, од витален интерес за едно општество е да се стреми кон што по-квалитетен баланс меѓу обезбедувањето на ефикасни нормативни механизми со кои граѓаните ќе се заштитат од злоупотреби и пречекорување на полициските и други овластувања, со обврска да се обезбеди иста таква заштита на полициските службеници при нивно полициско постапување во согласност со законите. Министерството за внатрешни работи преку законите за внатрешни работи и полиција, како и преку колективниот договор, веќе има воспоставено одредени нормативни принципи кои се во интерес на заштита на права на работници во Министерството и во делот на нивната кривично-правна и прекршочна заштита. Секојдневно се поставува прашањето дали тие се доволни или не. Дали реално соодветствуваат на актуелните состојби и на општествените појави. И тоа пред се од аспект на демократските стандарди и вредности, ова се дилеми што секако треба постојано да бидат предмет на обсервација и на преиспитување. Дотолку повеќе што станува збор за проблематика кон која јавноста има посебен сензибилитет, особено кога е во прашање балансот помеѓу правата и одговорностите, но и нужноста од исцрпни анализи околу регулаторната практика, кога е во прашање политичката професија или други професии кои што се со посебни овластувања. Од сето ова произлегува дека нам ни е нужен процес на проценување и вреднување на законскиот и подзаконскиот сегмент од норми што го фундираат и одредуваат професионалното службено делување и постапување, но истовремено е неопходно и калкулирањето како битни инпути без кои реални проценки се невозможни. На сите оние кои што дополнителните околности, услови и општествените потреби и карактеристики што на известен начин го условуваат квалитетот и изгледот, ефикасноста на нормативните решенија кои што се предлагаат и кои што треба да се носат.
Генерално, постојано се наметнува прашањето за анализа и утврдување на јасен правен статус на овластувањата во службеното делување како почетна точка при градење на кривично-правни и прекршочни норми за заштита на службените лица со посебни овластувања, а што впрочем е дел од темата на ова денешна трибина. Покрај ова, родовата перспектива е интегрирана во законите, подзаконските акти и интерните акти на МВР, а новиот колективен договор кој стапи на сила од почетокот на ова година е прв колективен договор во државната управа кај нас, во кој се употребува родовиот речник и терминологија, што е уште еден показател за напорите на МВР за подигување на свеста и степенот на родовата равноправност. Во него се предвидени низа новини, кои ги усвоивме заедно со репрезентативниот Македонски полициски синдикат, а со оглед на тоа што доаѓаат од самите полициски службеници, членови на синдикалната организација, уверен сум дека заедно со останатите мерки кои ги спроведуваме ќе придонесат за подобрување на материјално-социјалните услови на сите вработени. Реформскиот курс што ова раководство го одреди на почетокот на мандатот за динамично и сеофатно подобрување на условите за работа, овозможувајќи целосно сообразување со стандардите и вредностите на функционирање на модерните полиции во светот, продолжува со несмалено темпо. Се надевам дека идеите, разменетите искуства што денес ќе бидат изнесени на оваа трибина ќе представуваат силен придонес во насока на осмислување и градење на некои нови квалитативни нормативни решенија што секако ќе бидат од подеднаква корист и за граѓаните и за службените лица, особено што таа материја бара хармонизирани нормативни принципи. На почетокот на мојот мандат, тргнувајќи од позицијата која што имаше македонската полиција, пред се довербата на граѓаните која што во тој момент немаше повеќе од 23%, бараше сериозен реформски пристап во смисла на почитувањето или подигањето на ниво на заштита на човековите слободи и права, имајќи предвид се што ни се случуваше предходно. И сакам да се заблагодарам на сите членови на Македонскиот полициски синдикат и на сите полициски службеници за разбирањето и за сето она што заеднички го направивме. И денеска сите анализи и истражувања покажуваат дека довербата во полицијата е некаде околу 68%. Дали треба тука да застанеме? Сигурно дека не треба да застанеме. Тогаш анализиравме како да ги подобриме човековите слободи и права, како да допринесеме и да создадеме механизми кои што ќе ги штитат граѓаните од незаконски действувања или пречекорување на овластувањата. Создадовме посилен внатрешен механизам на контрола со силен интегритет, создадовме надворешен систем на контрола на полицијата, посебно деление во јавното обвинителство и така натаму и така натаму. Мислам дека сега и токму оваа година на овој 30 годишен јубилеј на Македонскиот полициски синдикат и од оваа конференција треба да произлезат мерки и активности кои што ќе значат поефикасно спроведување на законот во делот на заштита на полициските службеници. Тоа мора да биде наша задача, на сите нас заедно, и на крајот да констатираме дека имаме барем некаде приближно добар баланс помеѓу безбедноста и помеѓу заштита на правата и на оние кои што обезбедуваат. Ви благодарам на сите за вниманието.